Нема доволно влажност во почвата на површините наменети за есенска сејдба. Летната суша, која продолжи и дождот што заврна, не успеа да ја надополни потребната влага на нивите. Стартот на есенската сејдба доцни, оптималните рокови се пробиваат, информираат од Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделието. Поместувањето на роковите значи изголемување на потребните количини на семенски материјал. Во овој период недостасува влага во почвата, така да сејдбата малце ќе биде пролонгирана, посебно на парцелите во кои нема да може да се влези додека не дојдеат поволни услови, а инаку што се однесува до набавката на семенските материјали, од информациите кои ги имаме од земјоделските аптеки, значи располагаат со квалитетен семенски материјал од сите житни култури. Најголемиот дел од површините кои ќе бидат офатени со есенската сејдба во Прилепско ќе бидат засадени со пченица и јачмен, додека останатите култури се застапени во помал процент. Секоја година некаде околу 12 до 14.000 хектари се со житни култури, така да процентот помеѓу застапеноста на пченицата и јачменот е различен, пред се зависно од годината. Така да ова година пчениците, значи житните култури имаат добар принос, да се надеваме дека и наредната година ќе имаме добар принос и добар квалитет. Па оптималните рокови се уште овој месец, значи до крајот на овој месец се оптималните рокови за сејдба, се што ако евентуално поминат овие оптимални рокови, тогаш треба да се интервенира со семенскиот материјал, значи треба да имаме повисоки сејдбени норми, затоа што би биле и загубите во наредниот период на делот семенскиот материјал би биле во неможност на изратување и така натаму. Според управата за хидрометеоролошки работи, во наредниот период продолжуваат сличните временски услови без врнежи. Експертите оценуваат дека ваквото време не е во корист на есенската сејдба, особено кај раните есенски култури, така што земјоделските производители во наредниот период и натаму ќе се мачат со летната суша која продолжува.